може да забележиме дека младите моментално можеби и повеќе користат интернет зборови, односно интернет сленг. Ке ти каже нешто, леле брат, го хедшотнав. Мислам дека интернет сленгот дефинитивно влијае на литературниот јазик. Доста ме хейташ, време е да ми лајкнеш барем еден пост. Овој интернет сленг за младите е секојдневие, но плаши неговиот лесен продор во сите сегменти. Треба ли да се интервенира? Интернет сленгот мислам дека не треба да влијае, ама индиректно влијае на македонскиот литературен јазик. Со тоа што секојдневната комуникација е исполнета со такви некои интернет сленгвизми, но мислам дека структурно не треба да го промени како еден стабилен систем. Кога зборуваме за интернет сленгот, и можам да кажам дека неговото влијание многу се чувствува во училиштето, односно на часовите. Лични искуства сум била сведок на ситуации каде што учениците имаат потешкоти во изразувањето на часовите по македонски и слично и постојано употребуваат зборови како и од нивните дијалекти, скопски некој дијалект, жаргон и слично, но и интернет сленгови зборови како хейтам или слично, да, тоа е многу хајпам. Можеби нема да ги кажат, учениците можеби нема да ги кажат на часовите, но ќе имаат потешкотија во наоѓање на соодветниот збор од литературниот јазик. Односно, ќе имаат потешкоти во наоѓањето на превод, на директен превод на тој збор од интернет сленгот во македонскиот литературен јазик. Јас себе како представник на помладите генерации во прва година средно, можам да забележам дека литературниот јазик е речиси запоставен кај мојата генерација и преовладува интернет сленгот, така што реткост е да се најде дете на моја возраст со основни познавања од литературниот јазик, додека истата личност која нема доволни познавања од сопствениот литературен јазик, има речиси прекомерни познавања од интернет сленгот и далеку подобро го владее интернет сленгот отколку сопствениот литературен јазик. Мислам дека не може да го искорени литературниот јазик како тој систем кој што е од правила, норми, зборови и така натаке, ама мислам дека може многу несвесно индиректно влијае на развојот на некои такви генерации, бидејќи и еднаш кога го посетив основното кај што завршив, онака се шетам низ ходник да посетам некој наставник и ја не ги разбирам децата што зборат на некој нивен сопствен, не знам, јазик, сленг или како да го наречеш тоа, поради директно влијание на се ова што кажавме, медиуми, на игри колку влијаат, на видеоигри, поготово на машката популација, пошто мислам дека се малку поекспонирани на тоа, ќе ти каже нешто, леле брат, го хедшотнав. Стварно не си го хедшотнав, ти не постои збор у македонскиот јазик што може да го преведеш тоа. Сметам исто така дека причината поради која што англискиот јазик е поприсутен меѓу луѓето од нашите генерации се токму интернетот и интернет сленгот, затоа што претежно зборовите од интернет сленгот се зборови или акроними што се изведени од зборови од англискиот јазик. Па затоа и се раѓа онаа вечна дебата дали македонскиот јазик, не само македонскиот литературен јазик, него македонскиот јазик општо се запоставува и станува сенка на англискиот. Кога сме веќе таму, може како изговор дури да се искористи за користење на интернет сленгот, тоа што македонскиот јазик е релативно понов од англискиот, па затоа има и посиромашен вокабулари,
помалку фрази на изразувања кои всушност младите се обидуваат да ги надоместат со користење на друг јазик кој ги има точно сите фрази, доволен вокабулар, кој ќе им овозможат да го изразат сето она што сакаат да го изразат. При тоа, при што македонскиот јазик, на пример, можеби нема да им ги нуди тие можности со, да речеме, неговата ограниченост. Но јас не мислам дека е така искрено, мислам дека иако може генерално е посиромашен со вокабулари поограничен од англискиот, сепак има доволно ресурси за секојдневна комуникација. Од една страна, добро е што од млади сме експонирани на многу силно влијание од англиски јазик, дали од филмови, видеоигри, серии, што од една страна е, како што реков, добро, пошто многу полесно може да се запознаеме со тој јазик и да почнеме да го владееме. Од друга страна, мислам дека не треба тоа да го преовлада мајчиниот наш јазик за да користиме повеќе англицизми и такви некои фрази што се страни од нашиот јазик, на нашиот јазик, него ли да ги употребиме тие соодветни зборови кои може да се имплементираат и кои ги имаме во секојдневниот говор на македонски јазик, дали е литературен или не, мислам дека содржината, односно суштината што треба да се задржи е таа. Тоа што млади користат повеќе го хедшотнав него или го пукнав е друг проблем. Сметам дека би бил совршен некој не можам да го наречам баланс, туку во некои ситуации е потребно да се знае интернет сленгот со цел да се разбереш со луѓето на врсниците, луѓето на ваша возраст, но во некои институции, во училиштето, каде што треба да се изразиме поформално, има официјално некоја таква посериозна атмосфера, тогаш сметам дека интернет сленгот воопшто не треба да биде во допирна точка со тоа, значи не сме ни мал сегмент од интернет сленгот, ни мал момент да се примети во такви ситуации. Но секако интернет сленгот не сметам дека е лошо да се користи, затоа што интернет сленгот ни овозможува исто така да се разбереме со луѓе од насекаде низ светот. Англискиот јазик е тука, но интернет сленгот сепак со луѓето кои што се присутни на социјалните мрежи, со кои што ние реално имаме многу голема индиректна интеракција, ни овозможува да воспоставиме таква комуникација со тие луѓе. Моментално, како што се движат работите, интернет сленгот може да представува сериозна закана за литературниот јазик, со тоа што, како што кажав, неговата употреба е дури поголема од она на литературниот јазик. И затоа мислам дека треба навреме да се преземат мерки, односно да им се укаже важноста на литературниот јазик на младите, со цел тие да покренат само иницијатива, за да си го освестат тој факт самите себе си и да почнат всушност да действуваат во правилна насока. Мислам дека пошто од една страна да се најде соодветен превод ќе биде многу смешно. Од друга страна, мислам дека не сме такво надворешно влијание да биде имплементирано во самата суштина на еден јазик. Небитно дали е тоа нашиот или туѓ, ама мислам дека такво влијание од генерацијски променливи зборови, не мислам дека треба да се дел од една срж на јазик. Каков и да е. Јас сметам дека веќе постојат зборови на македонски јазик кои што колку толку се соодветни за превод на тие зборови од интернет сленгот и тие веќе се во речникот на македонскиот литературен јазик, но некои зборови што не можат буквално да се преведат или не доловуваат значењето и дефиницијата на збор од интернет сленгот, сметам дека некако не има местото во нашиот речник. Звучат многу туѓо, многу различно, а сепак кога ќе земеме една слика за македонскиот литературен јазик,
бар ние зборувачите на овој јазик знаеме како тој изгледа и што би делувало на странско, на отуѓено и слично. Исто така и поради различната примена на интернет сленгот и литературниот јазик, јас мислам дека не треба интернет сленгот да спаѓа под литературно изразување, а како да речеме иницијатива која може интернет сленгот да ја покрене во напредување на литературниот јазик е тоа што може да поттекне збогатување на вокабуларот, но тоа да биде без тие интернет сленгови буквални преводи, туку всушност доаѓање до сосема нови фрази на литературниот јазик, со што македонскиот јазик ќе го издигнеме на едно повисоко ниво, така што ќе ги зголемиме неговите можности и ресурси, така што ќе го збогатуваме вокабуларот. Значи мислиш ако се достигне некој адекватен превод на некои такви фрази или зборови, мислиш дека ќе има бенефит тоа на нашиот јазик како да се збогати со поголем фонд на зборови? Да, и мислам дека ќе биде зголемена употребата всушност на литературниот јазик, затоа што сепак ќе се оствари некаква блискост помеѓу интернет сленгот и литературниот јазик, која нема да ја нарушува сршта, како што кажавме, на литературниот јазик. Младите сакаат да го сочуваат литературниот јазик, но и да го збогатат. Велат, има начини, заедно, ние и институциите.